Течението на реката Црн Дрим сама по себе е волшебна приказна и представува еден од најживописните предели на Македонија. Измеѓу двете акумулации Глобочица и Дебарско езеро, во теснецот во самата клисура на реката се крие нашата денешна приказна. Токму тука по падините на стрмните страни на реката се простира селото Луково. Во југозападниот дел на Македонија, во живописниот регион Долен Дримкол, скриено во недопрената природа се наоѓа ова живописно село. Луково во далечната 1971 година броело 1025 жители. Додека според последниот попис во 2021 година, во Луково живеат 268 жители. Што е показател дека и Луково е зафатено од иселеничката чума, како и сите останати села низ нашата држава. Нашиот домаќин во Луково, Мурџовски Бошко, го најдовме извршувајќи ги своите дневни обврски во неговиот фамилијарен бизнис во селото. Јас сум Мурџовски Бошко, од село Луково, тука и живеам. Јас решив да се занимавам и да останам во Луково со мојата фамилија, кај што отворив бизнис. Имам свој рибник, ресторан, маркет и мотел, апартмани, мотел со 8 соби. Кај што мислам дека јас успешно го работам тој дел. Секој кој сака да вложи, има капацитет, има место, исто во ова да го работи. Не мора да е трговија или било што, може да биде туризам, селски туризам. Само ето, мислам дека луѓето не ќе да работат. И јас, сопругата, синот, и моментално сега имам уште 3 вработени, работиме, а ни требаат уште неколку вработени, што е за жал многу тешко да најдеме во овој момент. Ни раскажа за селото и за состојбата во него, како и со што претежно се занимаваат жителите во Луково. Селото Луково се наоѓа на 25 километри од градот Струга, Рицко-планинско. Претежно населението се занимава печалбарски крај, кај што народот уште во подавнешен период е заминат по печалба. Бошко ни раскажа и за состојбата со иселеништвото во Луково, како и за тоа каде луковчани се иселуваат. Селово сега, моментално, има околу 150 луѓе, од кои, да речем така, повозрасна генерација. 90-тите години село Луково броело некаде околу 600 жители. А најголемото иселување баш во село Луково и во Долни Дримкол е после 65-та година. Претежно помладата генерација во овој период гледа да замине во Струга, и кај што секојдневно
па да речеме ето поголем дел веќе купуваат станови, места и гледат да се иселат. Проблемот е што немаат работа, не можам да речам дека државата не би му помогнала или било како, него ето сакаат да заминат во град. Во текот на 1997 година, еден од мостовите по течението на реката Црн Дрим, на регионалниот пат Струга-Деба, токму покрај селото Луково, е избран од страна на големиот Холивуд да биде место каде ќе се снима централната сцена на филмот Мироносецот. Па така неколку месеци Луково беше домаќин на најпознати глумци како Џорџ Клуни и Никол Кидман, кои престојуваа тука додека се снимал филмот. Проследете ја кратката ретроспектива која ја подготвивме за вас, со инсерти од сцените снимени тука. Тоа се славните холивудски времиња на Луково, а и на Македонија, кога потенцијалот на нашите природни богатства беше надалеку познат. Но за жал остана тоа само една светла приказна за потенцијалот на нашите природни богатства и не продолжи со уште голем број на светско познати филмови кои ќе се снимаат кај нас. А ние тука некаде ја привршуваме нашата овонеделна приказна за холивудското село Луково, со надеж дека ќе дојдат нови времиња во кои потенцијалот на нашите природни богатства ќе бидат магнет на туристите и продукцијските куќи низ светот. Дотогаш довидување. Продолжете да не следите и се гледаме наредната недела со нова приказна од некоја нова природна убавина во нашиот роден крај. Каде и да одам во